Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Нема светиниколчанец кој барем еднаш во животот не бил во Домот на културата Крсте Петков Мисирков. Оваа културна институција половина век е центар на сите позначајни избеднувања во градот. Изминатата недела го одбележа својот 50 годишен јубилеј, потсетувајќи ги граѓаните на сите значајни настани и имиња кои го збогатиле и продуховиле културниот живот на Свети Николе. Домот на културата, кој почна со киноприкажувачка дејност како примарна, под еден покрив ги има собрано Работничкиот универзитет Радио Свети Николе, а подоцна и театарската група Сцена 71, фолклорниот ансамбл Јанко Глигоров. Како дел од активностите се вбројуваат и тие на ликовната секција, Пионерскиот дом, во чии рамки настана мандолинскиот оркестар, кој е активен до ден денешен, како и детското хорче Златно Славече. Како резултат на овие активности, вели довчерашниот директор, сега пензионер Ангел Банов, излегоа повеќе познати имиња кои станаа професионалци во културата. Доста луѓе професионално се занимаваат со култура. Но можеме да кажеме за Христина Ласовска, која работи во театар комедија, Душко Ѓоргиевски, естраден уметник, Даниела Теодосова и така. Доста имиња има познати кои се оставиле трак во работата на Дома на културата. Вели Банов, кој помина 44 години во оваа институција. Познатиот меѓународен фестивал на изворен фолклор Тодорица продолжува да живее со години. Меѓународната ликовна колонија Ѓуриште, која беше возобновена пред 2 години, носи познати имиња во Свети Николе. Од своја страна, активностите на Домот на културата ги однеле свети николчани на гостувања во многу европски земји, како Германија, Унгарија, Романија и земјите од регионот. Новата директорка Мартина Богданова вели дека домот останува со доминантно место во светиниколската култура. Значењето на Домот на културата е тоа што овде организираме секако вид настани од културна вредност. Имаме соработка со училиштата, сите настани од училиштата се случуваат овде во Домот на културата. Враќајќи се наназад низ години од самото формирање, Домот на културата имал добри просторни услови, подоцна надополнети со техничките услови. Во тоа време киносалата била една од подобрите за прикажување на филмови во државата. Поранешниот директор, сега пензионер, Панче Насков, се присетува дека нашиот кандидат за Оскар филмот Сенки имаше премиера во Свети Николе. Промоција, ако се сеќавате, тука направивме ние и дојде со целата екипа Милчо Манчевски, беше кандидиран филмот Сенки за Оскар и тој се воодушеви од она што беше и организационо и од она квалитетно прикажан неговиот филм Сенки. Останува вечната борба за публика во културните институции. Досегашниот директор Банов забележува дека забавните програми секојаш се погледани, а последен пат киносалата била полна пред 10 дена кога се одржуваше фестивалот на детска музика Звездички. Сепак, оценува, недостасуваат млади, што се чувствува и во оваа област. Се смени доста. Условите за работа се можда подобри за работа од самите почетоци. Но младите не отидеа. Нема доволно членови по секциите, по матичните дејности, затоа што интересот е многу мал. Нема млади луѓе ние сме пред се мало место и од тај аспект треба да се работи за подобрување на состојбите уопшто во државата и во културата. Од 2020 година со децентрализацијата се очекува домовите на култура да преминат под општинска ингеренција. Свети Николскиот дом е општинска установа и според оценката на вработените, општина Свети Николе има слух за нивните потреби и има овозможила добри услови за работа. Но ние сме општинска установа и за сега имаме разбирање од локалната самоуправа, од градоначелникот и мислам дека сме во подобра состојба од националните установи. Најважно е да бидат едноставно соработката да биде поддржана од локалната власт. И ние во тај дел сме поддржани, а и незаобиколна и финансиската поддршка е неопходна. Смета Ангел Банов, кој изминатата недела со пензионирањето ја напушти позицијата директор. Домот на културата Крсте Петков Мисирков ја продолжува својата мисија на ширење на културата. Оваа институција била дом на многу познати имиња, дала културен простор за творештвото на бројни автори, но не помалку важно останува стремежот за создавање на нови, по кои Свети Николе ќе го има својот белег.
Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk